Благодарам, председателе. Благодарам, председателе. Прво на самиот почеток да констатирам дека со седница за пратенички прашања касниме 40 минути. Се сеќавате на времето кога на една друга говорница во една друга сала се вадеа и часовници и будилници и се ставаа на самата говорница затоа што каснеле седниците. Се надевам дека оваа пракса која што ја воспоставувате нема да продолжи во понатамошниот период. Дополнително, на денешниот ден, прв после 4 месеци од конституирањето од изборот на владата, а прва по 5 месеци од конституирањето на собранието за пратенички прашања, морам да констатирам дека ја ограничувате можноста за присуство на сите пратеници на седницата за пратенички прашања. Зошто го велам ова? Затоа што денеска во 11 часот покрај седницата за пратенички прашања имате закажано седница за Комисијата за европски прашања, каде што се разгледува едно битно законско решение, а тоа е пописот. Дополнително имате уште две комисии, законодавно-правната закажана во 11:30 и 12 часот имате Комисија за прашања на изборите и именувањата, каде што се испрашувањата на кандидатите во Комисијата за дискриминација. Сметам дека со ова се ограничува можноста на пратениците да присуствуваат и на двете седници. Еве, например, колегата Антонио Милошовски е член на Комисијата за европски прашања, а тука има одговор на пратеничко прашање и такви има и други пратеници. Дополнително би сакал да искористам приликата да ве потсетам и да апелирам посебно до премиерот Заев да влијае за решавање на овие проблеми. Знам дека се собраниски, меѓутоа во планот за живот, програмата на СДСМ 2016 година, на 8 страна имате дека гарантираме отчетност пред граѓаните, владата ќе одговара еднаш неделно на пратенички прашања. Дополнително во истата програма План за живот, отчетност на власта, велите дека заради отчетност на владата пред собранието, седниците за пратенички прашања наместо еднаш месечно ќе се држат еднаш неделно. Ова ништо не е остварено. Дополнително, еве ќе искористам приликата затоа што и министерката Шекеринска тоа стално го велеше, дека скратените и итни процедури на носење на закони го осакатуваат нивниот квалитет и создаваат правна несигурност кај граѓаните и правните субјекти. Ќе ограничиме нивната примена само во оправдани случаеви, што не е случај во оваа зграда. Да ја завршам мислата само, председателе, нема да ви одземам многу време. Затоа, почитувам председателе, апелирам да седниците кога ќе се одржуваат пратенички прашања бидат само за пратенички прашања и да нема дополнително оптоварување на распоредот на собранието со други комисии, затоа што први вие бевте во минатиот период кој што за вакви ситуации реагиравте. Знам што ќе биде вашиот одговор, деловникот не ограничува ваква можност, меѓутоа кога веќе се повикувате на воспоставена пракса, еве тука го имаме министерот Оливер Спасовски, министерката Радмила Шекеринска, министерката Јагода Шепаска, бивши пратеници кои што знаат колку и гласно реагирале на вакви злоупотреби, на вакви денови и на вакви седници. Ви благодарам.